In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Pause on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Не познавам друг народ што повеќе сака да ги искраде своите од македонскиот. Паркираш на Кнез Михајлова во Београд. 35 српски динари на Кнез Михајлова. Тоа е у центар, у срцето на центарот. 35 српски денари, тоа се 18 македонски денари. Кнез Михајлова, Београд или Белград. Српска престолнина, 2,5 милиони жители. Светски град, успоредба со Скопје. Гармиш-Партенкирхен, скијачка сезона, усред центар. Застануеш до продавница за спортска опрема, да си купиш скии. Плаќаш непуни 50 денари паркинг, 40 и нешто денари. Гармиш-Партенкирхен. Енглеска на кралица пред да умре има тамо 100 пути доаѓано да скија. Скопје. Паркинг. Дебармало, 70 денари саат. Центар, 100 денари саат. 200 денари саат. Добро бе, има ли некој градов што ќе ги стави под контрола тие боц, моц, поц, како и да се викаат? Абе, до кога јавната површина наша, што нашиве дедовци ја граделе 70 години, со пари на граѓаните, ќе ја сметаат ко да е територија, земја остаена од татко му наследство и ќе ни ја наплаќаат по толкави цени? Има ли некој маж или жена, да не правам ова родова дискриминација, што на овие мафијашиве, што ни наплаќаат паркинзи како да живееме во Осло, во Копенхаген, во Москва, во Санкт Петербург, што ни наплаќаат паркинзи како да живееме у не знам кои градови светски метрополи? Има ли некој што ќе им што ќе им стави крај на нивните дивјачки апетити да си го крадат сопствениот народ? Па уше, сакаш да паркираш, ај викаш сакам да платам. Извини, дечки, на друго место, тоа е тука за резиденти. И пак не можеш да паркираш и сакаш да платиш. Кои резиденти бе, маму виева мафијашка бе? И тие резидентите, тоа јавен простор бе, јавна површина бе. Или да кажеме плюс бетер, улица бе. Абе, местата што се шеталишта, кај што треба пешаци да поминаат, ги узурпиравте сите, бе, овие наплаќаат паркинг, 70-100 денари, а овие резиденти биле. И колава кај треба на ушка да ја качиш и да ја носиш со тебе. Ај, ако сакаш, дечки, вие од боц, од поц, да ми помогнете малце вака тројца, четворица, пошто сте така појаки колава на ушка, да ми оставите да си ја понесам со себе. Абе, ние сме ненормални, бе, што ќутиме толку години, децени, не знам што да кажам. Ама стварно не е нормално ова. Вистина бил. Кивнав, гаќиве ми се отпара. Така кивам ја. Абе, зошо вака? Како да ти кажам? Ние потрошувачи во Македонија сме многу кротки луѓе и тоа го разбирам. Ама па има една работа, мој па преку мој. Како да ви кажам? На вистина абсурдно е.
Овдека да плаќаме паркинзи како во Берлин. Па у Берлин не плаќаат толку, јавете се, прашајте ако не ми верувате. Како може у еден Белград на Кнез Михајлова 18 македонски денари паркингот саат? Овдека у постраниот смрдлив град, што смрди на сулфурна киселина, човече, останеш, ја баш овакво бев на гости пред неколку дена, ама нешто и други работи имав, се задржав неколку сата на едно место. 350-400 денара паркинг. Океј, ако сметате, знам, ја ова го зборам, знаете зашо, ја мислите нешто, ја сум овакво да, накурчен сум, изнервиран сум, но да ви кажам, ова јас ја вака што го зборам, многу луѓе го зборат и многу од нив ми кажале, дај бе кажи, а ја одамна мислев ова да го кажам, јавно. И дај, ако има некој авторитет што може на градов да му каже, или таму ако има некој нормален совест што ќе му проработи, да рече, чекај бе, да не си ги крадеме луѓе ова вака брутален начин. Па тие таму некој од тие паркинзите милиони направија. Па знаеме тие паркинзи кој како што работи за да трпа у джеп и како трпаат у джеп. Али што е безобразно, безобразно е. Не знам, поучете ме, кажете и за ова каде треба, значи, видете, не се работи за тоа. Тија, значи, еднаш ке доеш ке му оставиш и 200 денари за неколку сата и 150, не е у тоа поентата. Поентата е зошто да дозволуваме говеда најбезобразно да те лаже. Ти продава магла, ти продава нешто што не е негово. Си обележил тамо на сред улица, си обележил вака, си рекол зонско паркирање, ај сега ќе крадам од народов. Маму ви ебам преваранска. Не знам како од кај, ама секако мора од некои ситни работи прво да почнеме да ги следувам. А ова е работа што више, како да ви кажам, не знам колку трае, 20 години ли трае, поима неам. И никојаш не знам јавно вака групно да излезе да се побуни, чекајте луѓе, полека. Ај, за овие извршителиве, за ова има некои луѓе вака, ги гледам што сами се борат со ветерници, се тепа и на нив им дозволија тоа да го прават. И на овие продавници за пари такоđe. Тоа треба све да се забрани. Ете, ова е само уште еден, не знам како да го наречам, апел. Некој ако го слуша ова видео, ако го гледа, хај далеку помоќен од мене. И што се вика, има моќ да каже негде, кај некој филјан човек, да се сменат некои работи, да намалат овие со апетитиве, да им се стапне на врат, што викам ја, ве молам ова да го направите. Оти стварно, ја ова го кажем, пошто еве последен пат и вчера со неколку луѓе кај што се, значи сите дојдоа со тој коментар. Кај ги зголемили оние термини за утек на ден, што повеќе време од денот да ти го узурпира просторот, за да плаќаш подолго време, кај нешто цениве упис до матер, и кај, еве, у паника си, у брзање сакаш достаеш ти, за резиденти дечки ке ти викнеме пајак. Мрш маму ти ебам, од дедо ти ли ова бе, пајак ти мене да ми викнеш. За тоа се работи. Зашо ќутиме ко овчички? Секоја будала да дојде да не стриже македонски, кажано старомакедонски. Или да не шиша на скопски. Тоа ти е. Ако можете, некој оваа работа нека ја пренесе, споделете.
и некако да притиснеме да им ебеме мајката на овие крадачиве, лоповлуков и мафијава, што се врзани околу тие бизниси со паркинг места. Ај, чао.